Во овој термин предвиден е разговор со господинот Слободан Богоевски, личност која што не треба премногу да се представува на македонскава јавна сцена, да кажеме така, но денеска разговараме во неговиот капацитет на почесен председател на Комитетот за заштита на правата. Тоа е едно, би рекол, здружение, Слободан, ако не сум во право, коригирайте ме, кое ги опфаќа сите бивши жртви на претходниот режим, кои што бараат да се преотворат судењата за кои што тврдите дека биле политички местени така натаму. Добро ги ве представив? Добро, да. Одлично. Вчера во законска процедура влезе законот представуван, односно поднесен од господинот Павле Трајанов, со кој што именно се третира оваа проблематика за преотварање на судските процеси. Требаше време, јас знам дека веќе 2-3 години, може 2 години се допишувате, препишувате, јавно настапувате и така натаму. 4 ли се годините, добро? Четврта. Но на крајот се гледали некако светло на тунелот или ова ќе биде исто така долга постапка? Па, добро утро до гледачите на ваша телевизија. Прво да искажам задоволство од почнувањето на процедурата за донесувањето на законот за преиспитување на факти и докази користени во судски постапки. Многу е значаен чинот на иницијативата на претедникот Павле Трајанов за донесување на ваков закон и секако поддршката од министерот за правда, владата и претедничката група на ЕЗ. Овој министер за правда неколку пати говореше дека тоа ќе се случи, сега е тргна таа постапка. Да, точно, министерот за правда може би една од најсветлите точки во овие изминати години во врска со оваа тема на враќање на довербата во владењето на правото и можноста од правда во нашата држава. И не му е многу блиска оваа материја. Овој закон произлезе како резултат на темелни согледувања на нашиот правен поредок и одговор на прашањето дали во Македонија е возможно враќање на изгубените права на невини жртви во било кои постапки. Пред да влеземе во тоа, дали во оваа форма како што е предаден законот во процедура е тоа што вие го, како знам, се согласни со тоа, да не претрпеа измени и некакви ставови и така натаму заради одредени... Тоа е ова што баравме ние. Значи, уште од самиот почеток од 2016 година, 2017 го профилиравме и во работата на поранешниот Совет за реформи, меѓутоа тогаш не постоеше клима, амбиент за тоа, постоја други приоритети. Морам да кажам дека и тогаш претедникот Павле Трајанов инициираше и други закони, тоа што е законот за помилување, фактички законот што се донесе е негово дело, негово авторство. Меѓутоа, да не должиме да се сеќавате што беше судбината на тој Совет за реформи, се обидовме понатаму со владени заклучоци да го компензираме отсуството на ваков закон. Се покажа дека тоа е неможно од мноштво причини, пред се ради слабиот капацитет на институциите. Мислам на Министерството за внатрешни работи пред се, од каде што и потекнале сите овие случаи. Ако смеам да ја сумирам, тезата е дека во суштина Министерството за внатрешни работи е една институција која што со години произведувала наместени докази, измислени докази, комбинација од вистини и невистини, за да разни луѓе ги стави во ситуација да често пати врзано со бизнис делки, мислам дека сепак тој интерес се штител најмногу. И вие колку такви судења наведувате, господин Богоевски? Колку има, да подсетиме? Има многу. Меѓутоа се ово што ние како посебно познати случаи во јавноста, во меѓународните извештаи на меѓународните организации, на Стејт департментот, мислам горе-долу им се познати на целата јавност, но бројот на жртвите е многу поголем. Ние и не ги знаеме сите поединечни жртви на вакви кршења на правата. Колку се случаи во 5-16, 17, како беше цифрата или повеќе? Оно што увидот во АКМИСот го покажа, 43,
Тие се сите 33 случаи. 43. 43 Сите оние поголеми случаи, внатре во тие случаи секој пат имате по 15, по 20, по 10 луѓе опатени. Добро, да ве прашам, да предпоставиме дека законот во оваа форма во кој што Павле Трајанов го покрена, дека ќе помине, зашто инаку се сомневам, бидејќи се разбира дека ќе има сега опозицијата, ќе рипне таму, има интереси кои што нив ги засегаат и така натаму. Што е вашето реално очекување? Има ли, предпоставам дека повеќе се заработи за некаква морална сатисфакција, околку може би и за материјални обештетувања? Најмалце се работи за материјални обештетувања, ниту еден од овие жртвите не тоа ни спомнува во. Да. Најмалце е важно. Очекувањата кои се? Повеќе димензионални се очекувањата. Прво, да им се вратат изгубените права на невините жртви во овие постапки. Тоа е основно. Второ, да се направи обид на доградба на правниот поредок. Не само да се вратат тие права на овие жртви, него да се обидеме никој пат повеќе да не се случуваат вакви масовни кршења на човековите права, како што бевме сведоци во изминатиот период. Ово е интерес не само за позиција, туку пред се интерес и на опозицијата. Кога би се виделе сите во перспектива? Нормално, затоа што тие што денеска се позиција, утре ќе видат опозиција. И обратно, овие што се во опозиција, утре ќе видат во опозиција. И ќе видат добра брана и доградување на правниот поредок кој ќе ги гарантира човековите права и слободи, гарантирани со нашиот устав, со меѓународните конвенции кои сме ги ратификували. Колку очекувате време да трае целата таа реституција, да кажем, бидејќи се работи за релативно голем број случаи за споро судство? Кој знае кој приоритет ќе им биде ова на скалата, веројатно многу долу на листата на приоритет? Секако дека нема да им биде приоритет на судството, затоа што знаете какви се состојбите во судството. Најголем проблем е што карактерот на уставното устројство кој го имаме ние сега и законите од областа на судството, да речеме законот за редовни судови, овозможуваат една комотна позиција, вклучително и за процесните закони. Да речеме, кај правните лекови скоро и да немате рок во кој треба да одлучи некој. И тоа може да трае 5, 10, 15 години. Тоа возможува никаква или закаснета правда. Закаснената правда е двојна неправда. Да. Значи, уште еднаш го казнувате тој што бил жртва. Досега се обидува на разни начини луѓето, користејќи ги постоечките правни механизми, правни средства со вонредните правни лекови, се покажа дека тоа е во оваа ситуација скоро невозможно. Постепено дојде до апсолутно застарување на некои предмети. Се сеќавате кај ликвидација, дел од тил шпион и други предмети, кај да е за кратко време ќе дојде до застарување, апсолутно застареност. Овој закон тоа го спречува? На некој начин со ово, значи самото иницирање на повторувањето ќе биде попречено. Тоа ќе овозможи луѓето пред се барат можност за фер судење, што им беше одземено во тие постапки. Да појасниме, вие барате не да бидете амнестирани, односно како се вика помилување, туку да ви се врати правото да можете да докажете, односно тие што обвинуваат, да докажат со вистински докази и во вистинска процедура дека сте виновни или невиновни. Точно така, затоа што ниту еден од овие, јас веќе неколку години сум во контакт со тие луѓе, никој досега не побарал правна или друга рехабилитација или било што друго, осем да му се овозможи фер судење кое го немало. Значи, во сите случаи тоа присутно. Само малце да појаснам. Во тој период, ако се сеќавате на синтагмата на тогашната министерка за внатрешни работи, после секој ваков спектакуларен случај, кој прво се изнесуваше на медиумите. Пред камери и така натаму. Уште луѓето не однесени пред истражен судија, веќе на телевизија, да, масовно кршење на началото на презумпција на невинност. Тоа беше порака до обвинителството, до судството, да овие луѓе, ние сме ги одбрали, мора да бидат осудени. Фасцинантно е дека сите луѓе кои беа на тој начин третирани, како што отиде пријавата од МВР, така беше првостепената пресуда, второстепената цитати до врховен суд. Само препишувано.
Тоа би говори дека воопшто судот не играл улогата на заштитник. Господине гарант на Богоевски, правата на... знам дека судот е лесна мета и знам дека веројатно лесно ќе се согласиме како и наголем дел од јавноста дека во крајна линија се уште се истите суди, истите обвинители на тие функции и така натаму. И сега прашање што треба и што може да се очекува во една ваква реститутивна постапка. Но да ве прашам за нешто за што сте вие стручен. Дали се истите луѓе во МВР, во тајните служби од тие кои што ги правеа тие местенки? Па јас имав прилика да учествувам владата уште 2018 година, во мај месец, донесе заклучоци, значи во отсутство на закон, оно што меѓународните конвенции го гарантираат. И одредбите на Законот за внатрешни работи беше направена експертска група, владата која требаше да направи увид во дел од овие предмети. Наидовме на невиден отпор во МВР, се беше прогласено државна тајна, надвор од закон, надвор од ова. Второ, не ми се веруваше во институција во која толку години сум работел, во која очекувате дека со тек на време, дека ќе дојдат се понапредни кадри, дека до тој степен е девастирана, да нема никаков стручен капацитет. Мислите во правните служби или во службата за... Воопшто зборам за Министерството за внатрешни работи. Не можете таа значајна функција, основна функција на Министерството за внатрешни работи е откривањето на криминалот. Вклучително и криминалот правен во самото Министерство за внатрешни работи. Кажете ми колку пријави има поднесено МВР до денеска? Па не го памтам бројот, ама сигурен сум дека е тоа еден едноцифрен број веројатно. Зборам за тие случаи. За тие случаи па нема ни една предпоставувам, Само една. Само една, да, може би. Една беше за кражбата на средствата од специјалната каса на службата. Па и за тоа се говореше долго време, па сега не знам Да, до меѓутоа каде. главниот е изземен од пријавата. Шефот на службата. Так. Друго нема. А клучна работа беше Министерството за внатрешни работи, не СЈО, да си ги процесира сите овие случаи кај што беше Добро, констатирано. да ве прашам, на што се должи тоа? Ајде сега да бидеме малку... Јас немам одговор. Политика е во прашање, политичка, како да кажем, недостаток на политичка волја или се работи за други кочници, некој ќе каже длабоката држава и така натаму, вие сте биле дел од таа држава и знаете што се таа може кога сака. Апсолутно, кога имате на голем екран масовно кршење на човековите права, кога имате на голем екран масовен криминал, организиран од власта, да не преземете ни еден шекор, а се случувал во вашиот двор, и законот ве обврзува пред се тука да се погледне, да речеме предметот Таргет Тврдина. 4 години е во доказна постапка. Тоа е еден од аргументите за потребата од донесување на овој закон. Ве разбирам, но да кажеме дека Таргет Тврдина е еден прилично обемен предмет со многу сведоци кои мора да се сослушаат, доказите да се изведат, илјадници се докази во прашање бидејќи се работи за финансиски проневери, односно како се веќе се третира во обвинението, така што и во ова сега време на адвокатот се разбил од судењето мора да се откаже, претпоставам дека така и со години ќе траат. Ја не случајно го спомнав како еден пример зашто има потреба да донесеме на ваков закон. Да речеме, кога луѓето ги исцрпат сите правни можности во судските постапки, им остануваат вонредните правни лекови. Тоа е вонредно преиспитување на судска пресуда, барање за заштита на законитост и барањето за повторување на постапката. Условите кои се дадени ригидно во самиот закон за кривична постапка, тој се многу ригидни, а уште е поригидна судската пракса. Нормално, затоа што никој судија или обвинител не ќе да си пука во колено, нели? Да му се повторе постапката. Тоа е една причина. Ви го спомнав овој случај Таргет Тврдина, зошто? Тој најдобро илустрира зошто има потреба да донесува на овој закон. Таму вика дека постапката ќе се повтори ако има нови факти, нови докази. Тоа е праксата е никаква, да знаете. Нови факти и нови докази е само оно што судот си го утврдил како факт. Какви нови докази ќе обезбедите вие за дело кое не постои, а луѓето се судени за непостоечко дело. Како факт? Тоа е апсурд. Понатаму вика ако
доказите се обезбедени со незаконито следење на комуникацијата. Ама тоа може да се случи доколку има правосилна пресуда против лицето кое незаконито ги следело комуникациите. Да, тоа е практично еден контрадикцио. Сега, вие треба да се чекате да некој пат, кој знае кога, ќе заврши ова постапка, да стане правосилна, па да се најде конекцијата на тие незаконите следења на комуникациите со конкретниот предмет, тоа значи никој пат. Па добро, да ве прашам тогаш како практично ќе изгледа реперкусијата од донесувањето на овој закон? Како практично ќе се обноват тие судења, кога и сами одвелите дека е тоа толку заплеткано? Да, заплеткано е сега според постоечката законска регулатива. Овој закон ќе овозможи под условите кои ги определува, например, секаде каде што се користено посебни истражни мерки, следење на комуникации, кај што имаше најголеми злоупотреби, монтажи, лепени, додавани, што викат на времето, од незаконито следење комуникации, прилепувани на официјални мерки, одлучувале на сите мерки Основен суд, кривичниот во Скопје, 2-3 суди се сегде подпишувани. Иако не смееле да одлучуваат, бидејќи се што доаѓа од дубока, ради надлежноста што има определена во законот за внатрешни работи, треба наредбата да дојде од Врховниот суд, не од Основниот суд. Никаде нема извештај, на секој месец треба да се продолжат. Нигде нема таква работа, затоа се одговорни обвинителите и судиите. Тие можеби не знаеле дека случајот е монтиран од политички, криминални и други мотиви, лични, како сакате земете. Меѓутоа биле должни да ги проверат. Може да ги проверуваат. Господин Богоевски, се извинувам, морам да ви направам една паралела за да го поместиме овој разговор во насока која можеби нема да биде така исцрпувачка каква што инаку би била анализата како се тоа можело и требало да се прави. Вчера уредував еден текст кој што се објави викендов во Слободен печат за тоа што се случува со Трамп во правно-кривична смисла после неговото заминување од Белата куќа на 20 јануари и дали треба да се покрене, таму има низа основи за кривични дела и така натаму, без разлика што тој може и сам себе на крај да се помилува, тоа не е важно. Една од тезите беше дека господинот Бајден, кој ќе го наследи Трамп, нема да сака да му помине првиот претседателски мандат во трошење време за минатото, со занимавање со Трамп, бидејќи има толку многу други важни приоритети заради кои тоа не ќе може да си го дозволи. Правам една аналогија со ова што после еден тежок, макотрпен пат од 11 години низ претходната владење на господинот Груевски доаѓа оваа сегашна екипа и поминуваат па веројатно 3 години и тоа во услови во кои што еве ги пандемии, кризи, се тоа што ни се случува. Мислам, разбирате дека веројатно е невозможно да се очекува дека ќе се сменуваат за така кратко време такви големи системи како што е судски систем, тајни служби и така натаму. Или може би ја грешат, може би пак треба напротив, треба да се влезе многу радикално во тие промени затоа што политиката не сака приоритетот да ја биде минатото, веројатно повеќе сака приоритетот иднината да ја биде. Никој не сака да му биде приоритет минатото, сака меѓутоа грдото минато. Вие се сеќавате, мандатот ова власт го доби на тоа грдо минато. Да, точно е. Нема правда, нема мир беше сентенцата. Поголем приоритет од враќање на довербата во владењето на правото и правда за жртвите на тоа не постои. Се друго е изговор. Таа споредба е сосема од друга природа, дали претседателот во Америка ќе сака да си отроши времето со Трамп или не. Аналогија, али кај нас ние имавме разбирање дека во такви околности тенко парламентарно мнозинство, приоритети на меѓународен план, се она што идеше, меѓутоа другите ресори може да си функционираат затоа што тие не беа ангажирани во овие процеси. Ово е приоритет над приоритетите според мене, затоа што без постојање на правна сигурност на било кој, затоа што секој еден може да се најде во таква ситуација. Сигурно. Не само тие што биле во тој период, него гледате сите се повикуваат на тоа дека се жртви, дека се политички гонети и така натаму, но ние немаме механизми за корекција на правдата во постоешкиот поредок. Колку и да ми зборуваат дека се правени реформи и така натаму,
Практички, ако го погледнете целиот уставен поредок, ќе видите дека тоа не функционира. Зато е неопходно оваков закон се на некој начин и преседани. Преседан во смисла на тоа што не сме имале правна традиција во минатото, освен во неколку случаи, ќе ве подсетам. Ова е коментар на одредени забелешки што ги имавме во првата фаза во Советот за реформи на Приве. Дали со овој закон се загрозува правната сигурност, нели, ако нешто завршило со правосилна пресуда, одговорот е баш напротив. Не се загрозува, него се и јакне правната сигурност, ако на тие кои направиле казниви дела со тешки злоупотреби на службената положба им се покаже дека да, вие сте го нарушиле правниот поредок и се ги загрозиле правата и слободите на луѓето. Подобра реформа од тоа нема на судскиот систем, затоа што не можете да очекувате правна сигурност на луѓето ако не казниво, оно што цела меѓународна заедница не укажуваше, каде е одговорноста на тие што ги кршиле човековите права и слободи. И ако влезете сега во формално правната процедура, ќе ви речат не постои одговорност заради тоа што амандманот 27 од Уставот на Република Македонија од 2005 година и гарантира неодговорноста на обвинителите и судиите. Значи, што сака може да направи, он не одговара кривично. Тоа е спротивно на Уставот, спротивно на темелните вредности. Замислата беше да им се даде висок интегритет на судиите и обвинителите за да се извршуваат професионално работата, а не да бидат викани кај господинот Мијалков на испит пред да бидат именувани. Не можете на тој начин, не постои такви областувања јавни да добие некој, а да нема одговорност. Па и председателот на држава и премиер има поголема одговорност. Што е право, има тие одговорност во смисла на приспитување на нивната работа пред судските обвинителските совети, кај што може да бидат разрешени и така натаму, но во правна смисла тие немаат одговорност. Нема објективни критериуми за тоа. Има одредби кога може да биде разрешен. Може да биде, вика, заради несовесно и нестручно работење. Што се тие категории? Тие не представуваат објективизирани критериуми. Не разбирам. Со други зборови, кога тие би поминале низ судска процедура за тоа што такви евентуално... категории во закон не смеат да се спомнуваат. Што значи тоа? Несовесно. Може некој да го објективизира во правна постапката? Не може. Добро знам, ама такви ние имаме категории не само во тој случај во нашето. Дали, ово е исклучително важно, гледате какви проблеми произведуваат. Го разоруваат буквално правниот поредок. Мораме да го заклучуваме разговоров, инаку да кажам, вие сте правник по професија, јас ве знам долги децении и сте еден од навистина, како да кажам, многу детално упатените правници кои што одлично ги знаат законите. Таква би била и работата, да се работи во тајна служба и да се работи со правна материја, треба да се познава таа работа, но покрај вашето професионално занимавање со полициско-правните работи така натаму, вие сте и голем, сега ако смеам да кажам аматер, тоа значи еден уживател во историската проблематика и познат сте по своите некои контроверзни тези околу тоа што се случува и како со македонската историја. Немаме време да навлегуваме во нив. Имавте еден обемен текст кој што неодамна го објавивте, во кој што ги проблематизирате нашите историски самосознанија за состојбите во кои се наоѓаме, па дури и велите во текстот во една реченица да сумирам дека не ни е виновен Каракачанов кога ние самите си ги правиме нашите бели за толкувањето на сопствената историја. Само во едно прашање да ве прашам, без да навлегувам во долги експликации, како би се гледа понатаму овој спор со Бугарија во однос на евроинтеграциите? Вчера практично Европската унија прифати дека ќе треба да се разговара за историјата, нешто што ние го правиме во таа историска комисија, но сега како политички критериум, како ви се чини, каде ќе заврши таа работа? Јас текстот кој го цитиравте сега пред малце го завршив со реченицата: на Европа сме и дале све. Европа ни земала се, не ни се виновни соседите, тие прават она што Европа го замислила како свој интерес и тоа ќе го реализира. Точно. Добро, ама што е интересот на Европа, да има или да нема Македонија? Што мислите вие? Европа беше Република Северна Македонија, за тоа разговара. Јас сум еден од актерите и сведоците на настаните во процесот на осамостојувањето на Македонија. Се сеќавам после нашиот референдум на 8 септември 1991 година,
со каква загриженост европските колеги ме предупредува дека тоа ќе настане крвопролевање, дека ќе настане хаос во Македонија, ако ние се одлучиме на референдум да отидеме. Тоа ви говори многу за диоптријата низ која Европа ја гледаше Македонија во тој период. Да бидеме попрецизни, диоптријата низ кој што тајните служби на Европа ја гледаа Македонија во тој период. Да, точно ли они отсликуваат, вистинското светло го отсликуваат на односите кон одредена држава или проблем. Се сеќавате ли на Лисабонската декларација? Се разбира, поминавме ни сите 9 тие месеци пребрежија. после референдумот добивме Лисабонската декларација со која се негира правото на Македонија на своја суверена и самостојна држава. Со големи напори се успеа во тој период да се анулира и со Единбуршката декларација да се анулираат последиците од Лисабонската. Ово подсетувам на односот на Европа. Европа создава конфликти и нема капацитет да ги решава. Затоа што овие проблеми помеѓу народите и државите на Балканот не се предизвикани помеѓу Срби, Бугари, Грци, Македонци и останати, него се предизвикани од истата таа Европа во минатото, која поранешните кралски имоти ги верификуваше со меѓународни договори како држави и граници. И сега нас не обвинуваат дека ние сме проблематични и само да спомнам ово дека нити Грција, нити Бугарија, нити Кипар сега кои се членки на Европската унија, ниту еден од условите не исполнува да бидат примени во Европската унија. Сепак беа примени. Што ви говори тоа? Ако Европа како асоциација дозволи вакви прашања да бидат критериум за членство во Европската унија, говори дека треба да се постават многу прашалници што е тоа Европската унија. Дали навистина е парола само или е нешто друго? Мислам дека тие прашалници што е право ги поставуваме сите овие години и да си се свртиме напред кон сега себе си. наново пак ќе мора да се постават и така натаму. Секогаш е прашањето што е алтернативата. Пораката која сакам да ја упатам. Ово што е со законот, предлог законот на Павле Трајанов поддржан од другите пратеници, е токму во таа насока. Ние треба да се свртиме овде пред се. Ние европските вредности овде да ги изградиме. Секундарно е прашањето кога ќе почнат преговорите и кога ќе завршат. Тие може да траат и 20 и 30 години, така да не живееме во илузии како во минатото, уште на чекор до комунизмот што не сме стигнале, како па сега создаваме клима, уште еден чекор ни фали во Брисел отидовме и отидовме во рајот. Тоа е илузија, да не правиме такви пропаганди, да се свртиме дома и така полесно ќе ги изодиме тој пат. Слободан Богоевски, човек во неколкукратни, да кажем, својства може да го има за соговорник. Благодарам за утринава, кај што најголем дел од разговорот сепак посветивме на овој закон кој што е влезен во процедура, кој што треба да ги реституира правата на неправедно осудените во низа процеси за време на минатата власт или режим, како што вие го нарекувате, на господин Богоевски. Благодарам, господин Богоевски. Благодарам на поканата, што имав прилика да дел од аргументацијата изнесам и сакам да упатам една порека до сите пратеници, вклучително опозиција, да бидејќи законот не е лимитиран со владење на некоја партија или власт, него е објективизиран рокот уназад 10 години, што значи опфаќа и период кога не биле тие на власт. Апелирам да имат разбирање за иднината на ова држава и владењето на правото и неговата важност за сигурноста на луѓето. Добро, благодарам за овој апел, како што знаете, ќе биде сепак тоа прашање на политички интереси и ќе видиме како тие ќе се избристат во процедурите, но на крајот на криштата сите пратеници имаат образ пред кој што треба самите да одговараат со сопствениот интегритет. Па да видиме како ќе излезе сето. Тоа ќе се видиме на оваа тема повторно кога законот ќе биде усвоен. Предлагам тоа да биде. Со задоволство. Добро да ве прашам, Слободан, да продолжиме малку на темата за законот и така натаму. Сте правили разговор со луѓето кои што
сега веќе не се на тие позиции, така натаму не мислам неопходно на нивните раководители, бидејќи знам какав е вашиот спор со господинот Мијалков и така натаму. Меѓутоа има низа луѓе и во службите и во министерствата и така натаму до кои имате пристап. Што е нивниот став за сето ова? Како се гледа тие себе, дали не се плашат тие да не излезат жртви на она што им било наложено да го спроведуваат? Точно. Јас лично имам разговарано со неколку од тие раководни работници. Луѓето ја говорат искрено вистината. Вика, тоа беше таков терор, Притисок. никаков закон не важи. Да. Едноставно добивате наредба, тоа направете го, ако не, вие одите притвор. Да се може замислите каква атмосфера била. И оно малце кадар што останало, професионален кадар од минатото, во ист момент станал неупотреблив. Мислите дека и тоа ќе излезе на површина доколку се повторат овие судења? Мислам, ќе проговорат тие луѓе за тоа што им се случи? Тоа е јавна тајна, тоа не е нека посебна не е нешто тајна. спектакуларно, И тоа е да. проблемот како сега да направите вие институции. Ако кадровски ги опустошите, тогаш не се создава тоа преку ноќ. Ќе ви требат најмалце 5-10 години да создадете кадар. Добро. За елементарни работи. Не Господин морам Богоевски, самиот сте биле раководител на службата каде што има цели, да кажем, полиња на делување кои што не се уредени со закон. Еве и самиот говоревте за црните каси кои што сега се гонат и така. И вие сте имале на подпис тој тип на средства, сигурен сум и така натаму. Што е тогаш, кој стандард е тој кој што одлучува што ќе се прави и што нема да се прави во работењето на една тајна служба, таму каде што некои работи не се санкционирани. Например, ќе ви кажам дека вчера излезе случај во Британија според кој се испостави дека министрот за внатрешни работи на Британија или не знам кој е за надворешни се извинувам, потпишал одобрение за агент кој што работи на MI6 во странство без да знае дека тој го кршил законот, иако службата знаела дека го крши законот. Сега да не одиме во детали, но сакам да ви кажам, вашите служби секогаш се во една сенка работат која не мора да биде секогаш јасна. Како вие го проценувате тоа? Точно е дека самата природа на функциите на тие служби, не само кај нас, е специфична. Она е секој пат оди по една тенка линија на оно што значи јавната држава и оно што значи тајните средства и методи на работа во заштита на јавниот поредок, односно уставното устройство. Во таква ситуација секој пат се можни кога одите по тенка линија како жилет и отклонувања. Клучно е постоењето на јасна законска регулатива околу надлежностите. Уште поважно е контролата на нејзините функции и секако на крај парламентарниот надзор кој повеќе видовме дека е декор него што навистина врши некакви функции. Дури гледам во нашето законодавство и не прават разлика што представува контрола на службите и просто не можев да поверувам. А што представува надзор? А пише парламентот прави контрола. Парламентот не може да прави контрола. Слободан Богоевски, во овој момент на вистина ви се заблагодарам.